си била една млада, здрава, права лисица. Деновите ги поминувала најчесто сама, шетајки низ шумата. Била итра, брза и вешта, па никогаш не останувала гладна. Без проблем успевала да си обезбеди вкусен оброк. Вкусен оброк? Епа, понекое поспано зајаче, пиленца на еребица, а се гоштевала со младо мало срниче. Бљак. Еден убав сончев есенски ден, лисицата тргнала низ шумата. Дзиркала зад секое стебло, во секоја грмушка. Потоа продолжила да талка по полето, но немала среќа да улови нешто за да стави во празниот стомак. Така, веќе нервозна, дошла под една лозница. Лисијата на лозницата биле веќе пожолтени, па уште повеќе паѓала во очи бојата на зрелото грозје, кое како да и довикувало на гладната лисица. Ајде, дојди, скинине, изедине. На лисицата и дошла вода на уста, ги ококорила очите и се исправила на задните нозе, а предните шепи ги кренала нагоре кон лозницата. Но убавите гроздови со големи зрна грозје биле високо, високо горе. Лозницава е ептен висока, прошепотила лисицата, но грозјено изгледа вкусно. Ке скокнам и ке скинам барем еден грозд. Зела длабоко воздух и оп, скокнала. Но ништо. Шепите и останале празни. Гроздот е високо, ама ќе го фатам, нема да му простам. Не се откажувам јас туку така. Промрморела лисицата и повторно скокнала. Па уште еднаш, уште 3 пати. Скокала и веќе не броела колку пати без успех ги подавала шепите кон гроздовите. По некое време, папсала. Буквално се струполила на каменот што бил во близина. Па нека се качи на каменот и нека скокне. Така направила. Ама, откако земала душа, застанала на каменот и со сета сила рипнала угоре. И го фатила грозјето? И не го фатила грозјето. Пак се качила на каменот, пак рипнала угоре. Арно, ама, пак останала со празни шепи. А паѓајки се лизнала од каменот и си ја шинала ногата. Ја болеше стомакот за храна, па сега и ногата ќе ја боли. Лисицата сватила дека не оди работата и дека ќе мора да се откаже од грозјето. Тажно погледнала нагоре и почнала да се теши. Па, грозјево уште не е ни зрело. Еве, се гледа по бојата дека е кисело и зелено. Де, ако сум гладна, не значи дека треба да јадам што годе.
Ваква храна им прилега на зајаците, а не на отмените животни како мене. Зборувајќи си сама на себе, лисицата уште еднаш фрлила поглед на високата лозница. Како не размислив поубаво. Залудно застанав и загубив скапоцено време скокајки по киселово грозје. Ако не е зрело, сочно и вкусно како мед, џабе што се вика грозје. Лисицата продолжила да талка по полето, гладна и изморена. Не знаела кога и што ќе најде за јадење, но решила никогаш друг пат да не се мачи премногу за да го наполни стомакот. Па нели големите дела се направени со упорност, а не со сила? Имам прочитано. Одлучноста и упорноста се моќ. Така е. Но, за некој кој сака повеќе од што може да постигне, се вели, удира со глава во зид. Ако работиш, а од работата нема никаков плод, се вели, фрлаш пердуви во ветер. Она што се смета за упорност кога целта е добра, се смета за тврдоглавост кога целта е лоша. Ке запомнам.